СДСМ денеска преку соопштение обвинија за злоупотреби на парите на граѓаните преку училиштата. Според партијата, исти училишни столчиња се набавувале по двојно повисоки цени за различни училишта. Цената по која столчињата ги купило СУГС Цветан Димов Скопје е за 110% повисока од цената која за столчињата ја платило основното училиште Кочо Рацин во Петровец по тендер спроведен од општината. Во тендерите на трите училишта кои ги платиле највисоките цени за набавка на столчиња, основното училиште Кирил и Методе и Тетово, СОУ Ѓорче Петров Крива Паланка и СУГС Цветан Димов Скопје, немало конкуренција, односно добиена е само по една прифатлива понуда и не била спроведена електронска аукција. Реагираа и дел од училиштата. Од основното училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка ги демантираат ваквите обвинувања и велат дека при набавката на училишни столчиња за потребите на училиштето целосно е запазена постапката согласно Законот за јавни набавки. Од Советот за јавни набавки е побарана согласност за набавка на училишни столчиња со соодветен опис кој е направен од страна на стручно лице од соодветната област. По добиената согласност од Советот за јавни набавки е отворена тендерска постапка, на тендерот се јави фирмата Дени Мебел од Прилеп. Столчето кое е набавено мораше да ги исполнува условите по бараниот опис со цел да се запазат пропишаните стандарди за учениците од средно образование, што беше и понудено од самата фирма. Севкупната документација за спроведената тендерска постапка може да се провери во училишната архива и да се утврди дека е постапено според Законот за јавни набавки. И од основното училиште Кочо Рацин од општина Петровец информираат дека училиштето е опремено со столчиња по регуларна јавна набавка. Во врска со соопштението на политичката партија СДСМ околу набавката на столчињата во основното училиште Кочо Рацин Петровец, јавноста ја известуваме дека училиштето е опремено со столчиња по регуларна јавна набавка, која што ја спроведе општина Петровец со број 05/2015 решение од Совет за јавни набавки, со кое се дава согласност за спецификацијата 17-3357/4 од 12.3.2015 година и спроведен извештај за текот на електронската аукција од 23.2015 година. Од овие образовни установи апелираат политичките партии да го остават образованието надвор од политиката и да не се вклучуваат во манипулација од дневно политички и теснопартиски карактер.